Член 67 од Деловникот, став 2. Голем број на пратеници, припадници на Коалицијата за подобра Македонија, ќе поднесат барање за свикување на итна седница на Собранието за разгледување на отворена, а не на тајна седница, на договорот помеѓу Македонија и Бугарија. Пред неколку дена имавме затворена седница на инсистирање на премиерот Заев, кој што кажа дека овој македонско-бугарски договор за добрососедство се уште е нацрт текст во кој што може да се интервенира за подобрување на текстот. Пратениците на Коалицијата за подобра Македонија увидоа 5 суштински слабости кои овој договор го прават штетен за интересите на Република Македонија и дадовме 5 препораки. За да денес добиеме официјална изјава од Министерката за надворешни работи на соседна Република Бугарија, господјата Захариева, која што наспроти тврдењата на господинот Заев дека текстот на договорот е отворен и може да има подобрувања, таа тврди дека текстот на македонско-бугарскиот договор за добрососедство е затворен, дека немаат намера да преговараат, дека не го признаваат македонскиот јазик и дека нема нешто такво во договорот како македонски народ. Затоа би сакал денес да укажам дека Собранието и владата пред јавноста се одговорни да отворат јавна дискусија за македонско-бугарскиот договор за добрососедство, за да може јавноста да знае што ќе биде подпишано и колкава е користа од овој текст и договор за соседна Република Бугарија и колкава може да биде штетата за Република Македонија. За бугарскиот премиер ќе биде победа што ќе подпише договор во кој што го нема терминот македонски народ, ни според Уставот на Република Македонија, ни без Уставот на Република Македонија. За македонскиот премиер и за Република Македонија како држава ќе биде пораз доколку биде подпишан текст каде што не се признава македонскиот народ како конститутивен народ во Република Македонија. Сметаме дека Република Бугарија многу добро се грижи за своите национални интереси и инсистира на истите во овој договор. За жал, ја немаме истата оценка за владата на Република Македонија и за премиерот Заев, кој што се согласил да подпише ваков договор. Пред пратениците глуми дека текстот на договорот е отворен и дека има можности за подобрување. Ние дадовме 5 суштински забелешки и препораки за подобрување на текстот, за денес да добиеме потврда од бугарската министерка за надворешни работи дека текстот е затворен и дека немаат намера да преговараат. И да добиеме уште едно сознание дека во текстот, како што вели таа, се предвидува комисија, меѓувладина комисија за надзор, примена и спроведување на договореното во текстот, што значи дека доколку една од страните не го применува доволно добро текстот по желбите на другата страна, може да биде предмет на критики, санкции, блокади или обструкции. Затоа очекуваме на нашата покана, повик и барање Собранието да одржи итна и отворена седница за договорот помеѓу Македонија и Бугарија, да се придружат и да го поддржат и пратениците на владеачкото мнозинство, а господинот Заев да го декласифицира текстот на договорот, да каже дали е конечен или дали се уште е нацрт договор, да го отвори пред јавноста, да дебатираме и народот да знае што ќе биде подпишано и колку од тоа корист ќе има Бугарија, а колкава штета од тоа ќе има Република Македонија. Тоа се нашите барања. Повелете доколку има некои прашања. Повелете. Јас тоа што можам да го кажам се изјавите на бугарската министерка за надворешни работи. Бидејќи на затворена комисија сме дискутирале и сме превзеле обврска да не изнесуваме детали. Но очигледно нези е полесно
да ја каже вистината, отколку на господинот Заев, дека во текстот на договорот не постои ниту еднаш спомената фраза македонски народ самостојно или македонски народ согласно Уставот на Република Македонија како конститутивен народ во оваа држава. И сметаме дека ќе биде победа за бугарскиот премиер ако стави подпис и печат на договор во кој што не постои македонски народ, а дека ќе биде пораз за македонскиот премиер и држава доколку подпише таков договор, без да посвети должно внимание и взаемна добрососедска почит со едно символично споменување на конститутивниот македонски народ на оваа држава. Повелете. До сега секогаш кога имало барање за одржување на итна седница од 20 или повеќе пратеници, во установена пракса во собранието било таква седница да се одржи, бидејќи бројката на пратеници кои што подпишуваат такво барање е голема и тоа е показател дека се работи за сериозно барање на сериозна тема. Очекуваме прво барањето да биде задоволено и итна седница да има. Второ, очекуваме владата на Република Македонија, доколку цени, како што овде го кажа премиерот Заев, дека договорот е добар, да не го крие договорот, да го декласифицира и да го објави и пред собранието и пред јавноста. И трето, на таа седница да расчистиме дали овој договор е завршен и нема за него преговори, како што кажува министерката Захариева, или се уште е отворен и може да има подобрување на текстот. Да видиме кој лаже. Дали лаже премиерот Заев, кога вика дека договорот е се уште отворен и може да се подобри текстот, или лаже бугарската министерка Захариева, која што вика дека текстот е затворен и дека немаат намера да преговараат за било какви дополнителни измени. Сакаме овој текст да се разговара пред собранието и пред јавноста пред да биде подпишан, затоа што откако ќе биде подпишан станува билатерален договор, а билатералните договори кои што доаѓаат на ратификација во собранието на Република Македонија, ниту според устав, ниту според деловник, немаат основа да се поднесуваат амандмани на истите. Тие се договори на свршен чин. И пред да дојде државата, и собранието, и народот, и граѓаните, пред моментот на свршен чин и подпишан договор, сакаме отворено да разговараме што е добро за Македонија во тој договор, што се слабостите, што е штетно, што е наметнато и што долгорочно може да ни создава проблеми како држава на нашиот пат кон Европската Унија, но и во билатералните односи со Бугарија, доколку договорот содржи клаузули со скриени намери да се поставуваат сопки во идниот период. Повелете. Се разбира дека добивме. Како што слушате, изгледа дека сте во права. Тоа што го тврдите. Добро, благодарам многу.